Екстремно високите и надпросечни температури, кои што ја зафатија територијата на земјава, имаат негативно влијание врз земјоделските култури. Загрозени се сите култури, и пролетните, окопни и индустријски, градинарските, но и овошките, и виновата лоза. Ваквите временски услови со екстремно високи температури, кои што се присутни подолг период, представуваат апсолутно неповолна агрометеоролошка состојба во период кога голем дел од земјоделските култури се наоѓаат во интензивна вегетација, нагласуваат агрометеоролозите од Управата за хидрометеоролошки работи. Самите температури влијаат врз земјоделството по однос на тоа што земјоделските култури во вакви екстремно високи температури трпат одредени последици. Пред се разбира, во овие временски услови треба да се почесто наводнуваат културите, све зависи од самиот развој на културите, затоа што имаме култури кои што имаат потреба од поголеми количини на вода, некои имаат помали количини на вода и од друга страна самите високи температури влијаат и на појава на ожекотини по плодовите, оние што се поизложени на влијанието на сончевото зрачење. Имаме појава каде што културите кои што се во фаза на цветење можат да доаѓаат и до отфрлање на самите цветови, затоа што при вакви високи температури имаме појава на отфрлање, недоволно зафаќање на самите цветови. При ситуации кога температурите се екстремно високи, се препорачува земјоделците да ги искористат сите можни капацитети за наводнување на земјоделските култури. Земјоделците треба да почнат да размислуваат за набавка на системи капка по капка, која што е една од мерките кои што најповеќе може да ga користат, затоа што преку системот капка по капка и навремено се наводнува и современо и се дозираат соодветни џубрива, така може да се врши прихранување на културите. Имаме доста земјоделци кои што веќе има инсталирано, но тоа не значи дека односно тоа е многу мал број и имаме појава да поради недостаток на вода да одредени земјоделски култури се сушат, немаме доволно плодоносење, добро плодоносење, а со тоа и немаме квалитетни плодови. Затоа треба земјоделците да контактираат со нас, да им помогнеме во однос на тоа како да дојдат да аплицираат и да обезбедат такви системи со финансиска поддршка од државата. Според агрометеоролозите, малата промена на времето, која се очекува од средината на оваа недела со пад на температурите за околу 2 до 4 степена, е незначителна за ваква екстремно загреана атмосфера.